Хеј интернет, шо приш? Одамна не сме се виделе. Ама добро де, шо и Кукулеле одамна немаат песна. Па, видео интернет пораснал бе. Учи. Шо има ново? Се знае што Вики факинг Кристина Барселона. Вики факинг Ликс. Толку е актуелно што на сите што се викаат Вики популарноста им скокна како оноа после 2 виагри со кисела вода. Знаете кој издаде Greatest Hits албум и е во топ 10 најпродавани во Австралија? Вики Среброва. Добро сега. Може не, Вики Среброва. Кога сме веќе кај Австралија, оттаму доаѓа човекот за кој сите зборуваат. Джулиан Асанж со Ж. Човекот за кого Денис Родман еднаш рече: "Бре, овој многу често менува боја на коса." Наводно Асанж има некое генетско пореметување кое прави да ја смени бојата на косата секогаш кога има полна месечина. Доста лажеш, бе. На страна сите оние дипломатски и политички ликови, како на пример оној со Обама и словенците кај што Барак им рекол: "Земете еден затворник, па може и ќе ви дојдам во посета." Да, на страна тие. Има и многу ликови кои што се скроз изместени, како на пример оние за лидерот на Либија, популарниот Муамер Гадафи. Наводно лудиот Гадафи никогаш не искачува повеќе од 35 скалила и смртно се плаши од летање над вода. Па ти мажот бати. Вода. Многу интересна една случка поврзана со Саркози. Пред да стане председател на Франција, Никола се сретнал со американскиот амбасадор. Таму дошол и неговиот син, кој на ланец држел куче, а во рака држел зајак. Куку. Најверојатно сањал лошо како мал. Кога трнал синов да се поздрави со амбасадорот, го пуштил долу зајакот. Во истиот момент кучето трнало да го јаде зајакот. И така зајакот почнал да бега, кучето да го брка, а Саркози почнал да трча сакајќи да ги фати двајцата. Патем се испосопнал едно 3-4 пати и направил комплетна будала од себе. Ти подносиш тикли така да. Друг кој нема гајле што мислат другите за него е премиерот на Казахстан. Карим Масимов е редовен посетител на некој си големо диско во Астана, главниот град на Казахстан, каде редовно од диџеите бара да му пуштаат диско, додека ово игра како неговиот фиктивен сонародник Борат. Исто се смеев на она дека сакајки да ги трне луѓето да мислат на разните пиздари што им се случуваат по дома, генералот на војската во Бурма, Тан Шве или како и да се вика човекот, личи на Форест Витакер во последниот крал на Шкотска. Како и да е, на совет на неговиот внук, типов бил подготвен да потроши $1 милиарда за да го купи Манчестер Юнајтед. Само за народов некое време да не се занимава со тоа што нема леп да јаде, туку да се порадува дека ги поседува Рајан Гигс, Вейн Руни и Димитар Бербатов. Бербат, смотан бурманец. Место да си направил Бурма 2014, ем радоста ќе трае подолго, ем ќе потроши помалку. Звучи како реклама. Ако стварно направат реклама, од ова сакам процент. Одамна не сум ви препорачал книга. Причината е едноставна. Престанав да читам книги. Наместо тоа гледам Собрание на МТВ3 и е далеку поинтересно. Поздрав до моите пријатели во Собрание. Да ве немаше, ќе беше подобро. Ќе требаше да ве измислиме. Држи интернет и пази каде, што и како зборуваш. Џулијан е едно многу опасно бате. Освен ако не е проект на ЦИА, за да не отрне многу побитни работи во светов од тоа дали Гадафи качува 35 или 36 скали. Што реално гледано е во топ 3 работи што секој човек на планетава би сакал да ги знае. Да, ако се лажеме. ЦИА пак победи. Копилиња. Се јаде. Се гледаме.